Според статистичките податоци на Меѓународната организација на труд, секоја година повеќе од 2 милиони луѓе во светот умираат од несреќи на работното место или од болести кои се поврзани со работата, односно од професионално заболување. Работниците во Македонија исто така влегуваат во оваа статистика, што покажува и зголемен број на несреќи при работа и лица починати при работа. Меѓународната организација на трудот пак, почнувајќи од 2003 година, го назначи 28 април за Светски ден за безбедност и здравје при работа со цел глобално спречување на повреди и професионални заболувања на работното место. За значењето на Светскиот ден за безбедност и заштита при работа, но и за тоа колку во земјава се почитува правото на безбедна и сигурна работа, утринава разговараме со Милан Петковски од Македонското здружение за заштита при работа. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Благодарам. Добро ви најдов. Зошто е значено одбележувањето на 28 април како Светски ден за безбедност и здравје при работа и на што се става акцент при одбележувањето на денешниот ден? Всушност, целото одбележување на овој ден е со малку подолга историја, каде што синдикатите покренуваат иницијатива да се сетиме на сите оние кои загинаа на работните места, кои се разболеа, кои се повредија на работните места, се со цел да се подигне свеста, генералната свест кај работодавачите, кај државите, кај синдикатите и така натаму, за да тој број се намали, заради тоа што колку повеќе се намалуваат несреќите, толку повеќе економијата расте. Во случајов како што и напоменавте во вашето изложување или во вашиот вовед, Македонија секако станува дел од таа светска статистика и можам да кажам дека во непопуларна, да кажеме, страна. Македонија самата по себе е земја која дел од својата состава каде се наоѓа е токму и работното место. Токму работното место на македонскиот работник, каде што ја често пати, за да остане некако во главата, велам дека секоја недела ни гине по еден работник. Така и 2021 година, според извештајот на Македонското здружение за заштита при работа, имавме некаде 30 починати на работното место. Тоа се 30 на семејства, тоа се 30 на работници, тоа се 30 изгубени приходи во семејството, тоа се 30 понатаму потенцијални социјални случаи, тоа се 30 фамилии завиткани во црно. Ако на тоа ја додадам и бројката од според Државниот трудов инспекторат од 1508 тешко повредени лица на работното место, кои отсуствувале подолго од 3 дена од работното место, ќе сватите дека сета оваа математика зборува дека сме дури и од повеќе од оние 4% кои ги предвидува Меѓународната трудова организација за штети предизвикани директно или индиректно со несреќите на работното место. Ако тоа им го преведеме на луѓе, колку тоа не чини, 4% од 10 округло, 10 милиарди БДП, тоа ќе дојдеме во ситуација дека ние од прилика некаде 420 милиони евра трошиме на компензации, трошиме на лекувања, трошиме на застој, трошиме на обновување на она што е уништено во несреќите на работното место и така натаму. Но работата да е уште поцрна, оваа статистика е наша статистика. Македонија, како држава, нема своја уникатна, унифицирана, да кажеме, статистика која би ни покажала трендови на несреќи на работа и на работното место. Тоа за една држава која претендира да биде дел од европското семејство не е дозволиво. Да, тоа е дефинитивно нешто на што ќе треба да се работи во наредниот период. На кој начин Македонското здружение за безбедност и заштита при работа се приклучува на одбележувањето токму на Меѓународниот ден за безбедност и заштита при работа? Можам со гордост да речам дека ние почнавме со оваа иницијатива некаде во 2000 година. Значи, 3 години пред официјално МОД да почне официјално да го одбележува како Светски ден. Почнавме во време кога ситуацијата со несреќите на работа која беше презентирана на светско ниво, поточно ние ја комунициравме до меѓународните институции, зборуваше дека ние немаме повреди на работа или имаме малку, а речиси немаме нула, имаме смртни случаи. Бидејќи сакавме да ги тргнеме тие розови наочари, сакавме ситуацијата да ја представиме онака како што е, бидејќи тоа е повик на мојата професија, да превентивно се делува, да се создаде таа превентивна култура. Почнавме да го одбележуваме прво Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, а понатаму, почнувајќи од 2007 година, почнавме да ги публикуваме овие извештаи кои
предмалку ги цитирав. Се тоа го правиме како граѓанска организација, како професионална граѓанска организација која постои повеќе од 50 години во Македонија, се со цел да ги поттикнеме оние кои ги плаќаме, а тоа се државните органи, да почнат поревносно да се одработуваат својата работа за да не заштитат. За да дојдеме во ситуација, како Македонско здружение за заштита при работа, да дојдеме во ситуација дури и да престанеме да постоиме, тоа е да немаме навистина несреќи на работното место. Ме прашавте што направивме во изминатиот период, па ако почнам со тоа дека отворивме постдипломски студии, додипломски, постдипломски студии на високообразовните институции, ако почнам со тоа дека активно учествуваме во креирањето на законски и подзаконски акти, ако зборувам за тоа дури во време на COVID, минатата година, предминатата година, дека уште во февруари 2020 година активно учествувавме во подигнување на свеста во однос на потенцијалните опасности од SARS-CoV-2 и веќе во февруари имавме први обуки заедно со Институтот за јавно здравје и во соработка со Македонската лекарска комора за здравствените работници поврзани со личните заштитни средства и начинот на безбедно делување во време на светска пандемија. Навистина на време, кога другите се уште се чудеа што треба да прават, дури изготвивме методологија за процена на ризик на од SARS-CoV-2 или биолошка штетност. COVID калкулатор. Така, и го направивме COVID калкулаторот кој го оставивме бесплатно да може да го користат и работодавачите, но секако и работниците. Сега, од другата страна, овие кои ги плаќаме, можам да кажам дека прилично имаат уште да говорат за културата на комуникација. Уште една од основните цели на овој меѓународен ден е токму превенирање на превенција всушност на професионални несреќи и болести на глобално ниво. Колку е развиена свеста за ова прашање во нашето општество и што велат светските статистики? Дали бројот на повредени работници и оние со смртни исходи на работните места е во пораст последниве години на глобално ниво? Па видете, ако зависи кого интервјуирате, ако прашате веројатно некој политичар, ќе ви слика некоја розова ситуација. Ако го прашате некој опозиционер, веројатно ќе го бои со сето тоа во црно, али ако ме прашате мене, предпоставувам како професионалец кој работи во оваа проблематика, ќе ви каже дека се уште имаме многу да работиме. Не е дека не сме постигнале од кога почнавме да работиме до сега многу, но дури тоа можам практично да го доловам со трендот на намалување на смртните случаи, барем од кога почнуваме ние да ги бележиме. Имаме континуиран надолен тренд на намалување на тие смртни случаи, но од друга страна за разочарување е дека имаме зголемување на трендот на повреди, потешки повреди на работните места. На почетокот ви спомнав една сума, ако ние земеме и малце подлабоко ги анализираме работиве, и ако дојдеме во ситуација да сватиме дека сето тоа го изразиме во пари, ќе сватиме зошто на крајот сме и во таа ситуација каде што сме. Ниту една несреќа на работното место, ниту еден болен или заболен работник на работното место нема друга идеја осем да како да оздрави. Вика една стара пословица, вика здравиот има 1000 жилби, болниот вика е една, како да оздрави. Во овој случај може би делумно, јас си земам и за слобода да ова вака го толкувам, може би делот зашто големиот број на македонски граѓани се обидуваат да излезат од тука, од Македонија, е токму заради тоа. Не се чувствуваат безбедни и здрави на своите работни места. Македонското здружение за заштита и безбедност при работа во континуитет од 2008 година објавува годишен извештај за смртни случаи, но секако и несреќи на работа. Од каде ги црпите информациите и може ли да се очекува дека и денеска, токму на светскиот ден, ќе биде промовиран најновиот извештај? Па секако 28-миот денот кога ние излагаме со тој извештај, некако даваме една символика да во духот на она што го започнавме во 2000 година да го одбележиме и ден денеска, тоа е да се сетиме на сите оние кои настрада на работните места. Информациите ги црпиме од повеќето страни, но особено сум горд дека самите развивме дури и сопствена методологија базирана на европската ЕСАФ методологија за прибирање, селектирање и анализирање и класифицирање на повредите на работното место, и таа покажува многу пореални податоци
во однос на несреќите на работното место. Ако ги споредиме, често пати за да не талкаме во темно, ги споредуваме со ние кои ги публикува, да кажеме, Европската агенција за безбедност и здравје при работа, и можам да ви кажам дека Македонија, барем според денешниот извештај, се наоѓа во друштво на балканските земји. Колку за споредба, ако ние имаме од прилика околу 180 луѓе кои се потешко повредени на 100.000 луѓе, оние 1500 за кои ви зборував, 1508 според статистиката на ДИТ, тогаш Бугарија, Романија, исто така балкански земји, имаат од прилика околу 100 на 100.000 луѓе. Зошто е тоа така? За споредба ви ја давам Франција, која има 3700 повредени потешко на работните места. Не значи тоа дека помалку се повредуваат во Балканскиот регион, него тоа многу повеќе значи дека ние немаме начин како да ги прибереме информациите. Ние не се грижиме толку колку што се грижи француската држава за своите граѓани. Ние доаѓаме во ситуација дека проформа собираме некои податоци како земја и единствени оние кои континуирано објавуваат некои податоци врзани со несреќите при работа е една професионална граѓанска организација, невладина организација. Што за една држава е, не говори многу добро. Имаме ли ние воопшто регистар на професионални болести? Зошто воопшто би ни бил потребен еден таков регистар и што е со оние превентивни медицински прегледи? Колку тие исполнуваат својата превентивна цел или можеби најчесто се изведуваат само рутински? Зошто ни е потребна, ајде малце да го проширам, зошто ни е потребна анализа на секоја повреда, за да не ја повторуваме? Паметен човек, што да научиме на крајот. Така е, паметен човек ќе дојде ќе ги анализира работите за да не ги повторува утре. Ние речиси 100% од несреќите ги повторуваме. И понатаму водечки во земјава ни се индустриите кои што ги говориме, ни се блиски во урбаните средини, како што е градежништво, како што е црната индустрија и така натаму. Но од друга страна сме тотално слепи за индустрии како што се или за гранки како што се земјоделството во смисол на индивидуални производители, оние кои што се семејства производители на соодветни култури, земјоделски култури. Од друга страна, зошто не е потребно да ги класифицираме информациите, да видиме какви ни се трендови. Денеска може би имаме зголемен број, да кажеме, на луѓе кои влегуваат во IT секторот, ама што правиме, да кажеме, со мускулно-скелетните заболувања кои таа индустрија ги предизвикува? Дали сме спремни ние на цената која плаќаме денеска за приходот кој го остваруваме, да понатаму ги отплаќаме, да кажеме, врзани со лекување на тие луѓе? Затоа, за да бидеме паметни како луѓе, да се гледаме себе си дека можеме да ги предвидуваме трендовите. Меѓу другото и она што вие го напомнавте, да имаме еден регистар на професионални заболувања. Потребно е заради тоа да бидеме паметни, да си ги заштитиме, ајде не нас, него нашите деца. Да не дојдеме на исто место да ги испраќаме да се разболат. Јас имам еден многу прост пример како всушност ние можеме да оцениме или не дали станува збор за работно место кое е опасно или не опасно. Дали би го вработиле вашето дете? На вашето работно место, дали би го вработиле и дали би го пуштиле да работи под истите работни услови? Ако одговорот е не, тогаш има нешто што многу треба сериозно да го прво анализираме и сериозно да пристапиме како да го подобриме. Многу ретко во Македонија наоѓам работни места каде што би одговориле позитивно со да. Се на се кога идејата на една моја професија како што е заштитата при работа или безбедност и здравјето при работа не е во статистиката. Статистиката е индикатор на тоа колку сме потврлиле, колку сме утнале, колку сме промашиле. Мојата професија говори за превентивна култура, за умно да сватиме како да превенираме одредени состојби во кои се наоѓаме, да излеземе одредени како победници во одредени случаи. Да, навистина ова е една неисцрпна тема на која што може многу да се говори, но со оглед на тоа што сме ограничени, пред да го завршиме денешниот разговор, каде го лоцирате проблема со заштита и безбедност при работа во законските норми или во нивното доследно спроведување на дело? Колку се спроведува на дело Законот за безбедност и здравје при работа и колку истиот е усогласен со европската регулатива? Често пати ова да ме прашате пред некаде на почетокот на мојата кариера, сигурно ќе тропав на сите звончиња, кажува законот, легислативата и така натаму.
Но 25 години подоцна доаѓам до констатација дека всушност основниот проблем е поимањето на работите. Значи нашата свесност за работите. Непримената на законските решенија не говори за законот, него зборува за тие луѓе кои го спроведуваат. Она што нам ни се случува е дека ние немаме индивидуална одговорност. Ние како граѓани, кога прекршуваме одредени работи, доаѓаме во ситуација, ве тука ќе зборувам за работодавачи, ќе зборувам за државни институции. Ние сме свесни дека во нашава земја, ви ги презентирав податоците, ги објавуваме јавно. И доаѓаме во ситуација дека во изминативе, ајде да кажам, 12 на 13 години имаме повеќе од 400 луѓе загинати на работните места. И ние го прифаќаме тоа. Како пишано. Доека го имаме тој став, доека не ги вреднуваме нашите пари, значи ги одржуваме таа администрација која на крајот на краевите вели не е до мене. Тогаш ќе го имаме општеството кое вели не е до мене. Ќе имаме истата ситуација, ќе го имаме истиот тренд, ќе имаме на крајот на краевите луѓе кои што ќе им биде доста од сето ова и ќе речат ајде додам на место каде што пред се владеат, но им правила, но им почитуваат како индивидуа, како човек. Дефинитивно промените треба да почнат од секој еден од нас. Милан, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Нека е честит Меѓународниот ден за безбедност и здравје заштита при работа. Истовремено споменавте и на почетокот на разговорот, ова е еден меморијален ден кој што е посветен токму на сите работници кои што ги загубиле своите животи поради повреди на работа и поради професионални болести. Само со заеднички заложби на секој еден од нас можеме да придонесеме кон подобри, побезбедни услови за работа кои што навистина ги заслужува секој еден работник. Бидете безбедни и здрави на вашите работни места. Убава порака за крај на денешниот разговор. Ние се гледаме во следна прилика. И со наредниот прилог односно линковско вклучување во Македонија наутро, остануваме на истата тема, зборуваме за безбедност и здравје при работа и имаме вклучување од Штип. Неодамна во Македонија наутро зборувавме на истава тема, повод ни беше направеното истражување за безбедноста и здравјето при работа на текстилците, односно на оние кои што работат во текстилната индустрија. Фрапантни беа податоците дека секој трет работник има загрижувачка здравствена состојба. Колку се почитува безбедноста при работа во штипските конфекции е темата која што утринава и отвара нашата дописничка од Штип, Славица Величковска, заедно со Кристина Ампева од невладината организација Гласен текстилец. Добро утро и доколку се слушаме, Славица, повелете со разговорот. Добро утро, Никола, добро утро, Кристина. Овде сум со уште една Кристина и како што кажавте, разговараме за тоа колку се заштитени текстилните работници во текстилната индустрија. Како што потенцира и Кристина, така голем дел од вработените во оваа индустрија страдаат од некое заболување. Лекарите треба да потврдат всушност дали се работи за заболување како последица од работно место. Меѓутоа, за сите овие прашања, утринава разговарам со Кристина Ампева, бидејќи токму Гласен текстилец изготви една студија во која фрапантни податоци покажуваат дека вработените во текстилната индустрија стареат и се почесто се болни. Добро утро, Кристина. Неубава тема во пресред на 1 мај и на Денот за заштита при работа. Меѓутоа, каква е состојбата? Повеќе од 6000 вработени во текстилните компании беа опфатени, се користеа податоци од систематските прегледи. Ги сумиравте податоците и која е крајната слика? Па вака, прво добро утро до студио, добро утро до вашите гледачи, еден поздрав до гостинот кој што име во студио. Милан Петковски, после него мислам немам што да додадам, единствено дека ние ја промовиравме оваа анализа, а тој и професорката Елизавета Стикова беа вклучени во таа анализа како експерти, тие ја правеа анализата, така да жал ми е што немам можност да проследам, после ова ќе проследам што кажал, меѓутоа верувам дека ги знал сите податоци, верувам дека изнал целата ситуација, поради тоа што Македонското здружение за заштита при работа е едно здружение кое што е долги години во нашата земја, едно од единствените. Милан Петковски е експерт од својата област како што ретко имаме во државата, а доволно државата не го цени, така да верувам дека ги искажал состојбите за целата
за целата индустрија. Меѓутоа, еве, бидејќи ја правевме оваа анализа, можам да кажам дека и мене ми се фрапантни податоците, не дека не ги знам како бивша текстилна работничка, не дека не ги знам како некоја која што 5 години работи во здружение кое што испраќа инспекции, ги знае состојбите преку работниците. Меѓутоа, да, фрапантна е ситуацијата и пак ќе наведам најсвеж пример за тоа колку работодавачите, државата се грижи за работниците, конкретно од текстилната индустрија, ни е примерот со состојбата со COVID-19 вирусот. Бидејќи ги знаете тогаш протоколите, мерките со законска сила кои што беа, кои што никој не се придржуваше до тие мерки, па затоа и ние како штипјани си имаме, не знам колку пати го имаме прележено коронавирусот и мислам дека имаме доживотен имунитет поради тоа што некој не се грижеше за здравјето и безбедноста на своите вработени на работно место, до работно место и назад. Транспортот и сето тоа. Во врска со методологијата или она што го спомнавте, мислам дека не е мала бројка и мислам дека оваа анализа не може да најде на игнорирање. Тоест, постојано ќе наидуваме на игнорирање, таква ни е ситуацијата политичка во државата, се е друго побитно. Меѓутоа, земени се 6447 систематски прегледи на текстилни работници. Не збориме градежништво и слично, него текстилни, и дополнително имаме направено ние како здружение заедно со работничките со кои што комуницираме, контактираме, благодарение на нив се направени истражување на 200 работници, значи анкетно истражување, што значи дека од една страна систематските прегледи и ова укажуваат на и анкетата од теренска укажуваат на истите проблеми. Единствено што во анкетата работничките си беа послободни, па кажаа дека поради тие стресови, тие пијат јапчиња за смирување, дека поради мобингот, притисокот на работно место, значи тоа е додадено дополнително во анализата поради тоа што работничките се послободни со нас и може да ни каже дека од тоа трпат последици и пијат апчиња за смирување. Беше наведено дека заболување, проблеми со видот и кардиоваскуларните заболувања доминираат. Па да, проблемите со видот и со слухот се на прво место, поради тоа што мерењата се случуваат или не се случуваат во фирмите. Потоа анемија која што и јас сум ја имала, а тоа е поради храната која што ја јадеме, која што е скроз сиромашна, гевреш и јогурче, знаеме што јадат текстилните работници, зголемен крвен притисок, а и проблеми со срце и крвни садови, понатаму доаѓаат и ендокрините заболувања, респираторни болести, исто кои што јас си ги носам со мене, карцином. Баш и сега пред емисијата нели зборувавме дека во една фирма има заболени повише од карцином на горен и долен респираторен систем, меѓутоа ние поради тоа што немаме регистар на професионални заболувања, поради тоа што државата не е 30 години не ни обезбедила да имаме некакви посериозни истражувања, посериозни согледувања на состојбата, ние не можеме сега да докажеме дека токму тие карциноми кои што ги имаат работниците се предизвикани поради видот на работата. Меѓутоа, тука се и мускулоскелетните нарушувања, знаеме состојбата како се работи, 8 часа сте на машина, 6 дена во неделата најчесто. И затоа и на крајот од денот имаме резултати, младите не име интересна оваа индустрија, ниту за плата, ниту за услови, ниту за ништо. Токму затоа сакав да прашам, старосната граница си го прави своето во порастот на овие заболувања. Фрапантен податок дека просечната старост во текстилната индустрија е над 50 години. Па, ајде Штип ќе го изземеме од тука, меѓутоа да. Знаеме дека Штип е текстилен град, Источна Македонија се исто така е некој регион кој што е со текстилна индустрија, изразена е текстилната индустрија кај нас. Штип, ајде да речеме 45. Меѓутоа, како одите се поисточно, така старосната граница е многу поголема и ова безбедноста и здравието при работа е една од причините. Тоа се условите во кои што работите. Така да младите не се баш заинтересирани, а работодавачите освен да побараат државни мерки, нешто посебно не се секираат да направат некоја автоматизација, да си направат мерења. Јас ќе се земам прва за пример, како некојаш работела во текстил до пред 4-5 години, ќе кажам дека никогаш не е видено што со тие систематски прегледи.
не ни биле врачени назад, за да знаеме, барем за нас. Еве, никаде не користат, никој не ги зима, не се прави регистар за професионални заболувања, меѓутоа, ајде ние да си ги видиме. Работниците не така често и не ги добиваат повратно оние систематски прегледи кои што им се вршат. И за овие 5 години чувствувате ли барем мал напредок? Вложуваат ли, има ли интерес кај собствениците да вложуваат во подобри, поздрави, поефикасни во крајна линија работни услови? Па, видите, не можам да ги ставам и вака, ако зборам, не можам да ги ставам сите во искош. Има работодавачи кои сериозно се занимаваат со тоа да овозможат услови, бидејќи на крајот од денот присутни се тука брендовите кои што бараат да шијат во општествено одговорни компании, кои што исплаќаат плата над минималната, кои што сакаат да имаат, кои што бараат да имаат услови за работа. Допред 6 години клими во конфекциите беа малце научна фантастика, сега е подобрена состојбата, меѓутоа, еве, пред 2 години имав случај каде што пратевме инспекција поради тоа што немаше чешми. Чешми на 300 работника. Збориме за чешми. Така да, мило ми е што имаме поголема соработка со трудовиот инспекторат, со секторот за безбедност и здравје при работа, меѓутоа, еве, да кажем дека имаме еден инспектор од безбедност и здравје. Значи, тука државата треба да вложува. Милан Петковски не е единствен експерт кој што верувам дека кажал дека не е дел од Националниот совет за безбедност и здравје при работа. Верувам дека истакнал многу проблеми кои што тој и многу подобро ги знае од мене, бидејќи, пак ќе речам, тој и Сдруженијето за заштита при работа се многу подолги години од мене или од било кој тука и сериозно се занимаваат со оваа тема. Оние кои што се експерти, оние кои што имаат вистински решенија се тргнати од процеси на одлучување. Така да, не знам на кого мисля дека прават услуга на крајот од денот. Да резимираме да законски решенија постојат, само треба да се применуваат, да се доекипираат надлежните институции и конечно да проработи и законската обврска, но и свеста кај работодавачите дека вложувајќи во побезбедна и поздрава работна средина ќе се зголеми и желбата за работа, односно продуктивноста, ќе се можеби подмлади текстилниот кадар. Па, јас верувам дека со сериозно согледување на оваа ситуација, значи не мора да измислува државата топла вода, народски кажем. Еве анализа. Ако ово е мала бројка, третина од вработени од текстилна индустрија, не знам што е поголема. Тие се резултатите, препорајките, заклучоците се напишани од Милан Петковски, од професорката Елизавета Стикова. Додадовме ние што мислиме дека треба да додадеме. Не е битно само вие да имате закон. Хартија све трпи, знаеме, меѓутоа треба да има нешто да видиме на терен, за да не збориме ние во 21 век за услови бетер од Бангладеш. Ама нема да кажем дека ова е само во текстилната индустрија, бидејќи Милан веројатно подобро од мене кажал што се случува на терен, например во градежништво, во потешка индустрија. Ние мислам дека имаме, иако Албанија е не знам колку пати поголема од нас, ние имаме повише несреќи при работа од било која држава на Балканот. Благодарам што беше дел од утринската програма. Доколку студио имате прашања, Кристина ќе одговори. Кажавте и многу повеќе од тоа што ние можевме како прашање да го поставиме. Славица, благодарам за ова линковско вклучување и разговорот. Ке се навратам на оно што го спомна во твоето последно прашање. Законски решение има, применливоста во пракса е неопходна и меѓу другото се надеваме дека сите овие теми кои ги отворивме ќе допрат и до работодавачите кои сериозно треба да се позанимаваат со безбедноста и здравјето при работа на своите вработени.